Демихисарската котлина е една од најголемите котлини во Македонија, во која се наоѓа Пелагонискиот регион, еден од 8 статистички региони во нашава држава, каде што се распослани 5 урбани и 4 рурални, меѓу кои и општинскиот рурален центар Демирхисар. Окото на секој добронамерник, одејќи долж патот Кичево, Демирхисар, Битола, по ново по патот Р116, наоѓајќи се на потего меѓу селата Бабино и Слоештица, не може а да не го забележи селото Мренога, распослано јужно од река Црна река, со куќите наредени како монистра. На Герданки и Бисер е прекрасното здание манастирот Свети Атанасије, кое од утро до вечер раскосно блескоти по зраците на демихисарското сонце. Наминав и во ова село да го видам селото поодблизу, што се вели, да се видам со мештаните, да си направам лав муабет по старински обичаи, што се вели, да си отвора душата мештаните за ова село, да ми раскажа дел од животот некогашен на ова убаво село во Демихисарско. Нашето патешествие по селата из Република Македонија не донесе овдека во Демихисарско, поточно речено во селото Мренога, на сам ден на Свети Атанасиј зими. Дојдовме во ова село да ги видиме мештаните и се разбира да видиме како ова село го слави овој православен христијански духовен празник. Како по стар обичај и во ова населено место дојдов рано, можда рано изутрина со моето возило, стариот руски джип Камазот, кој речиси 20 кусур години ми е верен сопатник и речиси по 3 кусур сати клачкање од Скопје кон Битола, пред речиси 10 километри пред Демихисар, свртев десно, кај патоказот на кој пишуваше Бабино, Слоештица, Мренога и речиси по 30 минути возење по 4 километарциот стар пат кој водеше кон Мренога и уште 50 минути качувајќи се по планинскиот пат по Плакенска планина, кој кривулисто се извиваше во правец кон средновековното македонско православно христијанско духовно светилиште манастирот Свети Атанасије, на околу 1500 метри надморска височина, стасавме ватарот на селото Мренога. Пред самиот влез на селото Мренога се наоѓа Пировската река, која што е притока на Црна река. Ова е таа река. И на вистина, смолајмо на Бога, како што се вели, во Мренога дојдов на сам ден на Свети Атанасије, на зимската слава на истоимениот манастир, кој е изграден на стари темели на ранохристијанска православна македонска базилика, кои датираат од пред 2 милениуми. Малку чудно ми беше, во Мренога го немаше она вообичаено селско сенародно празнување. Си веле во себе, каде се луѓево, нели е празник денеска, но додека размислував и одев кон сред селото, за миг мојата мисла ја отргна еден глас кој доаѓаше спроти мене, кој ми велеше: добре дојде, каде си што те нема, долго те чекаме, ме поздрави Никола Стојановски. Откако, како што се вели, за кратко време си се прикажавме, кој сме, што сме, зошто сум дојден, од кај сум, си го поставме муабетот надолго и на широко за селото Мренога, за неговото постоење, за неговите селани, за историјата на селото, за маките кои ги поминале селаниве од ова село, од далечното минато, па се до ден денешен. На самиот почеток на нашето дружење, моја домајки Никола ми напомна да не ме чуди тоа што во селово ја нема вообичаената празнична врева, затоа што во вистинска смисла на зборот од памтивека па се до ден денешен сето село е горе на манастир. Денеска сето село ќе биде во вакавот, во манастирскиот двор. Како што гледаш, сите селани одат во манастирот да запалат свеќа за здравие, а потоа како што е адетот од дедо прадедо, ми велеше мој домаќин Никола Стојановски, сите ќе дојдат на ручек. На самиот влез пред селото Мренога се наоѓа црквата Свети Спас, а веднаш во самиот црковен двор на истата црква се наоѓа една друга црква, која што Занеза Пој ќе ни каже како се вика црквата што се овде наоѓаме сега.
Овде местова? Местова, да. Кај црква го викаат, кај црква. Колку е, што вика луѓето, колку е правено? Ова не знаат кој е откопува од сега. Била запретан само шило се гледа. А селото горе почнале да умират и го крстиле умре на нога. Луѓето умирале и се преселува, бегале од селото горе. Постепено ова било потопено. Сета ова црква е откопувале со казби. Сета закопана в земја била. Ево ако гледате дека ваѓа на земјата и фрлава. И се населили постепено се играли долу сите. Овдека се вршила литургија порано, се вршило крштевање? Само овде, немаше друга. После игрите не може ли црква да направи? Така. И во ова се крштовало, во ова се крстеле овде црква, ше она се закарале, стајле, не е направиле. Ние доправиле сега, Марашио е во моето знање. Што туку мојот домаќин Никола почна да ми раскажува за неговото родно село Мренога, околу нас се собраа и многу други мештани од ова село, кои налик на она што претходно ми го кажа Никола и тие ми велеа. Редно е да се дојдеш и ти дома. Ајде со нас, наши сме, како наш те сапиме, како домороден да си во селово, да одиме во црквава, да одиме во манастирон, таму се сите. Попот го чекаме да дојде, сите адити да ги направиме како што било од памтивека, па се до ден денешен. Ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини сме, ми велеа тие. Еве овде ке се наоѓаме денеска на славата Свети Атанасије, на истоимениот манастир Свети Атанасије, кој што се наоѓа во селото Мренога. Ти си по потекло од ова село и да ни кажеш за лична карта на селото Мренога. Добро, благодарам. Сакам прво да посакам добро дојде во нашето село и на нашето црквиче, на овој голем ден за нашето село и за сите нас, затоа што ова е ден кога сите мреножани, каде да се доаѓаат тука и го слават овој голем христијански празник. Што се однесува до личната карта на село, да го што кажете, ќе ви кажеме дека тоа се наоѓа во централниот дел на општина Демиркисар, на 19 км оддалечено од Демиркисар, и спаѓа во групата на риски села со околу 760 метри надморска височина, од источ по долината на Боишка река. Од запад се наоѓа Блакенска планина, од исток Идиница. Селото изобилува со богата флора и фауна, а главно занимање на мештани, инаку живеат православни христијани, главно занимање на нашите мештани е полјоделството, земјоделството и шумарството. Особено главна карактеристика на нашите мештани е производството на дрвени аглен или популарно наречено ќубуро за скара, од кој добар дел на 80% од населението екзистира. Може би, кога ќе слезите во селото, може да снимите целиот процес на негово производство. Кога влегоне во селото Мренога, наидовме на уште еден православен македонски духовен храм, односно на два. Едниот со поголем габарит, така да кажам, а другото е помала црквичка. Како се вика тие цркви, нешто повеќе за таа историја? Да, Свети Спас, а тоа помалото црквиче многу старо, дури нема пишани си колку е старо, од дедо предедо се пренесува, и дури нашите дедовци и предовци кажуваат дека и тие не помнат од кога постои тоа црквиче. Колку има сега жители денеска? За жал, како и во сите села, истиот проблем го има и селото Мренога. Во втората половина на 20 век има масовна миграција село-град и многу има иселеници кои заминале преку границата, во европските и прекоокеанските држави. Селото најмногу жители бележит со пописот во 1951 година 544 жители. Во 1961 има 414, со последниот попис бројката е 107 жители. Официјален попис 2002 година, меѓутоа сега за жал бројката е околу 40 жители. Селото Мренога пред 30 и 40 години можеше да се похвали не само што имаше своје училиште, туку имало и свој дом на културата. Денеска што стана тоа? Точно. Домот на културата е руиниран, затоа што нема луѓе, а и собственик е сега општината. Не е доволно внимание посветено. Може би можете да снимате, кровот е паднат
и за жал тоа се е руиниран објект. Школото е се уште одржано, меѓутоа нема деца. Школата како објект е функционален, меѓутоа има во моментов само на дете која посетува настава во соседните села. Кога ќе човек ќе прошета низ Мренога, кога ќе помини низ тие селски сокачина и така да наречам патчина, ќе им позавиди на таа убавина на архитектурата, на убавите куќи, со убавите чардаци. Да, Мренога изобилува со убави куќи. За жал, поради тоа што се голем дел од нив напуштени, веќе луѓето не се враќаат, не ги обновуваат. Сега некоја има последниве 2-3 години за среќа мала тенденција, неколку наши луѓе се повратија, ги реновираа постоечките куќи. Дури има 2-3 нови. Се надам дека тој тренд ќе продолжи. Тука се надам дека и општината Мирчевци ќе влезе во пресек затоа што ќе дават можност тие објекти да се легализираат и да биде се како што треба. Туку вака би рекол да им се придружиме денеска на нашите, ајде така да речам, соселани од селото Мренога, овде ќе ги слушаме Тапанот. Повелете. И една порака до сите по потекло, не само мештани од селото Мренога, туку до сите наши македонци кои се надвор од Македонија, во Европа, во Австралија, во Канада. Дали е добро да се дојдат да го видат родниот крај? Една порака до сите, значи да си го сакат родниот крај и секогаш кога можат да се присеќаваат и кога може да се вратат во родниот крај. Ние, еве, и така во тој контекст, Мренога, како што кажав, има многу иселеници. Со нивна иницијатива се изгради нормално подпомогната од нас сите мештаните, се изгради еден дополнителен објект и од тогаш стана уште помасовно нашето собирање за овој сведен, значи доколку вашиот сигнал стига до нашите иселеници во Америка, во Австралија, да ги поздравиме и да им посакаме да продолжат да ја сакаат Мренога и колку може почесто да се навраќаат тука и заедно да се дружиме и да уживаме во стварно овие се убавини. Ако дојдете да снимате во пролет, ова е све зеленило, прекрасно. Нека за години денов и ова порака мислам дека ќе стасат до сите иселеници кои што овој се наоѓаат надвор од родното село од Мренога. Ја апелираме да не затоа што некои значи првите генерации кои заминале сега веќе се можеби во подминати години. Нивните деца, нивните внуци да му кажат од кај му е потеклото, за нели секој сака да се знае кај се корените. Нивните корени за среќа се од вакво убаво место, па зошто да не дојдат и тие да видат од кај се и можеби во иднина некогаш да се изградат своји домови за кога тогаш да може да се враќаат. Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе нагости во ова село, а мреноганчани да ми бидат мои домајкини и јас да бидам дел од сенародната веселба која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација од ова село. Како по старо време, така и до ден денешен, кајање се овде во Мренога, било за Божик, било за Велиден, било за манастирската слава Свети Атанасије, било за крстната куќна слава, без благослов на нашиот поп, без света утринска литургија, без да го освети лепчето, виното, без да ја освети водата нашиот светски поп, ни еден адет, ниту еден обичај, ниту еден празник не започнува во селово и секогаш така ќе биде и ќе остане, ми велеа моите домајкини од селото Мренога. Еве овде ке се наоѓаме во манастирот Свети Атанасиј. Као што гледаме дека полека народот доаѓа на прославата на овој манастир. Како ви се чувствувате? Што ве привлече да дојдете овде? Ние прекрасно се чувствуваме што сме жители на селото Мренога и дел на манастирот горе што се збираме собирот секоја година. Иди се поќе народ се збира, се проширува организацијата. Кога ќе водите во местото на живење, да речеме во Битола, што ќе пренесете на вашите пријатели, на вашите соседи, роднини?
хареса. Дека е прекрасно местото, прекрасно чувство има. Дури едно би додал дека ова колоритна убавина што му е дадила природата на селото Мренога, може би ја нема никаде на друго место слично на ова во Македонија. Да. Нормално секој од кај што си е роден си мисли дека неговото е најдобро. Вие, момче, Па се гледат убавината. како се чувствуваш денеска? Пријатно. Пријатно. Ти се радува ли душата, срцето? Секако, секако. А ти се радува ли ше слушаш музиката тапано? Секако. Ќе се ватиш на оро? Се надевам. А вие, госпожо? Исто и ќе пренесиме сите да дојдат да видат дека е прекрасно. Господине? Да се придружат. Пред се овде се ивица вера, љубов и надеж. Ова е свет храм на Свети Атанасија и секој е добре дојден, секогаш. Ние колку и да кажуваме дека е убаво, сепак поубаво е секој да дојде и да види и да го почувствува тоа што ние го чувствуваме денес. И секој ден, не само денес. И јас така мислам. Меѓу поголемите зимски празници што нашето село ги празнува со домашни служби е и празникот Свети Атанасије, меѓу народот попознат како Атанасов ден. Нашето село два пати го празнува споменот на Свети Атанасиј Велики. На 31 јануари се празнува празникот Свети Атанасиј или Танасов ден зимен, а на 15 мај Свети Атанасиј Велики или Танасов ден летен. Свети Атанасиј, наречен Велики, е роден во Александрија во 296 година. Едно време минал по пустина заедно со Свети Антониј Велики. По враќањето во Александрија станал архиџакон во Александриската црква. Продолжија да ми раскажуваат приказната за нивниот патрон, моите домајкини Мреногамчани. Учествувал на првиот Вселенски собор, иако млад се истакнал со познавање на Светото писмо и со говорништвото. Неговите дискусии имале главна заслуга за победата против Ариевската ерес и биле содржани во заклучоците од собирот на кои биле осудени ариевците. Со тоа си го навлекол врз себе гневот на ариевците кои често го клеветеле кај царот. Но со својот углед и христијанскиот начин на живење, Свети Атанасиј секогаш успеал да се одбрани од овие клевети. Само една година по Никејскиот собир бил поставен за архиепископ во Александрија и таму останал цели 46 години. По поразот на Никејскиот собор, ариевците се обиделе да се вратат во црквите. Тие издвисувале од царот да се заложи кај архиепископот Атанасиј да биде повлечен на темата, но тој тоа не го дозволувал. Најпрвин ја одбил сугестијата на цар Константин да биде потолерантен кон ариевците, а потоа ја одбил и наредбата на царот еретикот Арие да го врати во црквата. Поради тоа бил наклеветен како бунтовник и бил протеран во Галија. Значи, порано селото, односно од керамичко доба, се наоѓало во делот овде кај што се наоѓаме моментално. Затоа овој манастир датира можеби од тој период, така да нашите предци не знаат значи кога е изграден. Овие дабови стебла, според научниците, се смета дека се негде околу 200 години. Значи и тие не знаат точно да кажат, според нивни проценки се 200 годишни стебла. Овде имаме традиционално, значи на 31 јануар се збираме за нашата веселба на манастирот, која се одржува секоја година. И можам да кажам дека традицијата ќе продолжи понатаму, како што трае со векови. Зоране, за да биде цела приказнава што до сега ти ја раскажавме за нашата манастирска селска слава Свети Атанасије, слава која со векови ја слави сето село во нашиот манастир, кој го носи името на Свети Атанасије, ќе ти раскажеме како порано во ова наше многовековно христијанско православно духовно светилиште се чекаа гостите, кое време се доаѓа и кое време си заминуваа. Ние се ќе ти раскажеме се од збор до збор, од реченица до реченица, се ќе ти објасниме што значи заслогот, утринската литургија, ручекот и патерицата ми велеа тие. Јас сум Васко Пејовски, роден од татко Темелко. Роден сум тука и имам живеено тука до 80-те некаде, али стално престојувам тука.
во ова село и бев кум во прошлава година, ова година фактички, на манастирчето. Што ве привлече да бидете кум? Што ве привлече да ги причекате овие гости овде? Односно не се овие гости, овие се сите по потекло од селото. Моје видување беше дека на овај ден ми се случува неколку години уназад. Не е секој дневни работи, не е убај работи, веќе и на работното место беше сум побитуван, не работен. И ми тежеше на душата едноставно и се доброволно се пријавив, мислејќи дека ќе се ослободам од сето тоа и мислам дека има реалност во сето тоа. Мислам дека направивме една многу добра организација, го собравме, ќе речам, цело Мренога и Башка, гости што имаме од надвор, ќе речам, од цела Македонија имаме денеска тука. Ти се радува ли душата што селото повторно е полно, селото е живо, селото не е умрено, дека каде и да се наоѓаат твоите соселани, било во Битола, било надвор од Македонија, ти секој го носат во својата душа селото Мренога. Па да ти кажам право, исконтактирав и ми е голема радост што имам толку голема посетеност денеска и мислам дека ова треба да остане традиција за Мренога за секогаш, да бидеме вака сплотени како македонски народ еднаш за секогаш, да му докажеме дека Мренога од секогаш постоел и ќе постои и дека во Мренога има доста добри луѓе излезено и сите го посетуваме и мислам дека со чеф го прифатив ова и го работив на добар начин. Еве, значи традицијата продолжува и со новиот кум што ова година се пријави. Господине, вие сте? Јас сум Добре Пајковски од татко Траја. Така? Исто родом од село Мренога, тука имам живеено до 28 години и мислам со душата, со срцето секој пат ќе бидам тука, во село Мренога. Новиот кум беше наоро, така речено, вие сте... Новиот кум е Сидми и Марија. Така? По случајен избор му се падна парето нему, како што е традиција. Ти се радува ли душата? Да. Ова Х години го посетував, да се исполнител пат. Кога ќе дојдеш во твоето родно место, кога повеќе се радува, кога ќе дојдеш или кога ќе замисли? Кога ќе дојдам, јас често го посетувам моето село. Во нашиот манастир славата почнувала со заслог. Тој заслог ден пред датата на која паѓа празникот, поточно кажано во попладените часови, а вообичаено започнувал по прекрашувањето на пладнината, кога сите мештани превршувале со подготвителната гостинска работа, каде што до завршувањето на денот гости кај домаќините на манастирот доаѓале блиски роднини и пријатели од подалечните села, а по заоѓањето на сонцето доаѓал селскиот поп, благословувајќи ја славата со вечерна литургија, преку светувањето на панегијата и виното, со што официјално започнувала манастирската прослава. Додека утринската литургија се е одвивала утредента на самиот ден на празникот, каде во нашиот манастир доаѓало сето село, а со биењето на манастирската камбана се повикувал секој кој ќе чуе да дојде на гости. Ручекот започнувал околу пладне, каде што манастирот давал курбан, а патерицата, како дел од празнувањето започнувала веднаш кога домајќинот на манастирот ќе ги испратил повеќето гости, а останувале само оние гости кои биле дојдени од подалеку. Ми раскажа моите домајќини мреноганчани. Ајде, многу години. Здрави живи. На помождане ден. На помождане за многу години. Кога ќе дојдете во селото Мренога, покрај тоа што ќе ја почувствувате топлината, која блика од гостопримливоста на мештаните, пријатно ќе бидете изненадени од тоа што ќе го видите, затоа што во ова село се уште го има сред селото од оне класичен тип, речиси има се што ќе ве присети на оно што некогаш било, како што ми велеа мештаните, иако е старо, ама никогаш не грдее и никогаш не го одбинува времето, затоа што на младите мреноганчани останува едината. Во Мренога, во селските дворови, се уште ги има некогашните стари куќи, левни, трла, ја има старата селска архитектура. Во ова село се уште ги има селските пацења, сокаци и сокачења, за среќа овде нив се уште ги нема покриено трњето и капините. Кога ќе прошетате ни селото, за да го видите одблизу, некаде од некој селски двор, ќе излезе некоја коинска запрега, како да се сака да ги подсети мештаните за некогашната убава селска идила.
Како што велат Љубе, Борче, Томе, Славе и Никола и другите мештани, иако Мренога наликува на село во заборав, тие натаму ќе продолжат да ги одржуваат во живот, а детите, обичаите, свадбите, крштевките, летните и зимските селски, зимските крстни куќни слави, како и манастирската слава, било зимска или летна, Свети Атанасије. Нам обетењето, вели народот, му нема крај. Верувајте ми, не ми се напушташе селото Мренога, не ми се напушташе убавиот празничен манастирски амбиент, но морав да се заминам, затоа што ме чекуваат други домаќини во други села, не само во Демихисарско, туку и низ цела Македонија, да ги посетам и нив, да се видам со нив и тие да ми раскажат многу приказни за нивните села, за нашите убави заборавени македонски села.